Време е за првиот разговор, но овде во студиото и на Скайп во Македонија. Наутро, изборите во Србија, централна балканска вест изминатово денонуки е како помина, што велат бројките во однос на излезноста и првите неофицијални резултати. Анализираме со нашата гостинка, велам добро утро за низината екселенција, амбасадорката на Република Србија во Република Македонија, господја Невена Јовановиќ. Добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до сите ваши гледачи и големо ми е задоволство да гостувам во вашата емисија. Имаме актуелна и интересна тема, заедно со вас и нашиот колега од Белград. Велиме добро утро за нашиот дописник, колегата Оливер Бранковиќ, кој го имаме на Скайп. Добро утро, Оливер. Не проспие на ног и благодарам за гостувањето во утринската програма. Добро утро од Белград и до вас и до амбасадорката сега. Ке започнеме предност ке дадеме на амбасадорката како дама во студиото. Господја Јовановиќ, изборите се една од најактуелните вести изминатово денонокие за нас, за вас, многу долго анализирана и изборувана тема до моментот на заокружувањето на изборните ливчиња. Како помине изборниот процес кај нас, имајќи предвид дека и србите во Македонија можеа да гласаат? Така, изборите за народни пратеници на Собранието на Република Србија и председател на Републиката се одржани на вчерашниот ден, 3 април, во Република Србија, а јас користам ова прилика да се заблагодарам на властите на Северна Македонија што овозможија да се изборниот процес непречено одржи и во ова пријателска држава за сите државјани на Република Србија кои престојуват во Северна Македонија. Оливер, граѓаните на Србија беа пред сериозен предизвик да изберат кој ќе ја води државата на повеќе нивоа, што велат првите прелиминарни неофицијални резултати. Српскиот председател Вучич на пресконференцијата вчера прогласи победа на председателските избори, иако официјалните резултати се најавуваат токму денеска. Така е, дидеме со ударната вест, неофицијална вест. Председателот, актуелниот председател Александар Вучич некаде околу 11 часот се појави во јавноста и нормално прогласи победа на председателските избори, победа на парламентарните избори, така да според она што го соопшти од преброените гласови од неговата партија, но и од ЦРТА и од ИПСОС, Александар Вучич го освои вториот мандат, председателски мандат, а исто така и неговата партија, Српската напредна странка и коалицијата околу него, освои најголем број на гласови, според ЦРТА и ИПСОС околу 44-45% гласови, што значи дека ќе има околу 121 пратеник во Српското собрание, кој што брои 250 пратеници, и самиот најави дека тоа е тука негде на работа, може и сам да формира влада. Така да тоа е веста на овие избори во Србија, каде што гласа 6,5 милиони гласашкото тело број околу 6,5 милиони гласови. Оно што е интересно, неофицијално секако е дека е голема излезеноста, околу 59,1 според ЦРТА ИПСОС % од запишаните гласови. Гласаче овие избори. Интересно е, например, само од Белград има околу 1.600.000, ако не се лажам, запишани гласачи, колку што е цела Македонија. И тука е голема излезеноста. Така да еве да ви одговорам, ако сакате, можем ја подоцна подетално да ги кажам резултатите неофицијални. Победник е Александар Вучич во секој случај. Господи Јовановиќ, србите во Македонија гласаа на 2 избирачки места, Скопје и Куманово, кога сме веќе кај излезноста. Колкава беше излезноста во Македонија, колкав е избирачкиот список? Јас најпред сакам да кажам дека овие избори биле отворени во 77 избирачки места во странство, во Северна Македонија 2, во Скопје и Куманово. Во амбасадата на Република Србија во Скопје од пријавени 637 гласачи гласале 538, што представува излезност од скоро 85%, а во Куманово од 344 пријавена гласале 311, што представува излезност од 90%. Поминали се во фер изборна атмосфера?
Избори помина во фер и демократска атмосфера, како во Србија, тако и во Северна Македонија. И јас морам да кажем дека ова е прв пат дека отворивме и избирачкото место во Куманово. И интересот на државјани на Република Србија кои престојуваат во Република Северна Македонија за овие избори е зголемен на 60% во однос на претходните избори. Затоа нешто подоцна ќе анализираме за излезноста. Кога сме веќе кај фер демократската атмосфера, Оливер, многу се дискутираше изминативе денови за можни нерегуларности за време на изборите. Како помина се во Србија, како известуваа нашите колеги? Објективно може да кажам цел ден и на медиумите, и јас бев и на гласачките места, бројни новинарски екипи ги следеа овие избори. Сега за објективноста, она што беше малку невообичаено е појавувањето на Републичката изборна комисија, која што во 20 часот се појави во јавноста и соопшти дека се повлекува од јавноста и дека ќе одржи пресконференција дури денес во 20 часот. Тие искочија со задни податоци за излезеноста во 18 часот, дури не искочија за 19 и 20 часот. Ова од страна на опозицијата беше протолкувано како скандалозно дека во 20 часот буквално Државната изборна комисија престана со работа на некој начин, барем за јавноста. Така да бевме попречени со официјални податоци за се оно што се случуваше и поготово во броењето на гласовите после 20 часот и бевме приморани да се водиме од информациите кои што доаѓа од штабовите на коалициите, на партиите и од ЦРТА, ИПСОС, ЦЕСИД, кои што доста професионално ги презентираа сите овие податоци и кои што веќе во 11 часот веќе искочија со 90 до 95% на пребројани гласови. Меѓутоа се неофицијални податоци, мора да чекаме дури вечер во 20 часот да се официјално огласи Републичката изборна комисија со првите податоци во поглед на излезеноста и во поглед на кој е победник на овие избори, што не е спорно дека Александар Вучич победи, дека Српската напредна странка победи, меѓутоа ќе биде интересно во поглед на бројот на освоените мандати во Српското собрание, особено во поглед на резултатите на белградските избори, каде што се доста попречни информациите во поглед на тоа кој колку гласови освои. Ме прашате за самото гласање. Оно што го кажа председателот Вучич, дека гласањето би поминало во фер и во демократска атмосфера, за разлика од опозицијата, која што обвини за бројни нерегуларности и за бројни проблеми. Уште во самиот тек на гласањето од страна на ЦЕСИД и на ИПСОС, па и Републичката изборна комисија потврдија дека се случиле повеќе физички инциденти. Тука би го спомнал физичкиот напад врз лидерот на опозицијското движење за слободни граѓани Павле Грбович, кој што беше нападнат, но тој не беше нападнат на избирачкото место, туку беше нападнат пред изборен штаб на Српската напредна странка. Исто така имаше еден напад врз припадник на владачката партија во Чачак, врз припадник на, да не го давиме, Белград, по Судулица беше искршена гласачката кутија. Меѓутоа све се информации за бројни физички инциденти од страна на опозицијата и од страна на невладините организации. Се споменува и бугарски возови, фотографирање на ливчиња, притисоци. Чекам од оние пресконференции кои што синоќ и Рамо Сабајле беа, дури има и најави за протести. Прошто најави протести се коалицијата Мораме, екологистите на Чута, кој што изјави дека нема тоа така лесно да помине. Велам, најинтересно ќе биде објавувањето на изборите за град Белград, каде што опозицијата најмногу надеж тука има дадено. Јас можам да ги кажам за парламентот
податоците дури са Барево искочија некои померодавни податоци за Белград. Синоќе опозицијата кажа дека води во Белград и дека сите опозициони партии би можеле да ја освојат власта во Белград. Меѓутоа, според црта на 96% пребројани гласови, тие соопштија дека најмногу освои кандидатот на Српската напредна странка Александар Шапир со 38% гласови, за разлика од Владета Јанковиќ, кој што е кандидат на коалицијата, кој освои само 21% од гласовите. Интересно и нашиот Тома Фила, кој што кажа дека има шанса македонците да имат предграницник на Белград, освои 6,9 или околу 7% од гласовите. Меѓутоа, на пресконференцијата на Социјалистичката партија Ивица Дачич кажа дека е отворен за соработка со Александар Вучич по поглед на изборите за град Белград. Според овие податоци, Српската напредна странка заедно со социјалистите го освои и Белград, а не опозицијата. Ете, толку да оставиме малку простор, може да ви објаснам после и за самиот парламент каков е односот и што е карактеристика. Фир демократски процес спомена неколку изолирани инциденти во Србија, во Македонија за среќа помина се во најдобар ред. Ми интересира во однос на процентот на излазност поредбено со минатите избори. Поголем е бројот, се намалува бројот на истите? Поголема се бројот на гласачи кои покажуваат интересот да учествуваат на овие избори и во Северна Македонија. И јас морам да кажам дека, како рече и вашиот колега од Белград, да сите резултати се уште неофицијални, ама првични резултати, неофицијални резултати за Северна Македонија кажуваат дека за пратеничките избори најголем број гласови освоила пратеничка листа Александар Вучич заедно можемо се, а на изборите за председател кандидатот Александар Вучич освоил најголем број гласови и во Северна Македонија. Во текот на денот генерално и ќе се знае, ќе има многу пресконференции и информации. Кога сме веќе кај пресконференциите сосема накусо, Оливер, какво е расположението утрово? Спомена во текот на вчерашниот ден многу објективно се известуваше на темата. Какви информации утрово има по медиумите во Србија? Еве, ја можем да кажам, например, не е спорна победата на Александар Вучич, тој ќе го освои вториот мандат. Он очекуваше 60% од гласовите, се остало би било неуспех и успеа да освои најверојатно 60% од гласовите, апсолутна победа. Кога говорам на председателските избори, според она што го кажа Вучича и според овие невладини организации, најмногу втор по освоени гласови од опозицијата, тоа беше Здравко Понош, кој освоил 17,7% гласови, може да споредите 60% Вучич и Понош, опозицијата со 17%. Така да, ја не верувам дека тука некој промени, че има неспорна победата, а и популарноста на Александар Вучич за овие нови избори. Сега, тоа говориме за председателските избори. За парламентарните избори, тука малку состојбата е поинаква, се уште според неофицијалните податоци, например според СЕСИТ и ИПСОС, на 90% од изброени гласови, партијата на Вучич, Српската напредна странка и коалицијата негова, освои 43,4% гласови или 121 пратеник. Значи, најмногу има освоено Српската напредна странка, меѓутоа споредба со оние минати избори покрај бојкотот на опозицијата пред 2 години, па и тие пред тоа, ова очекува еден пат на популарноста еден мал пат на популарноста на Српската напредна странка, што го каже самиот председател Вучич на пресконференцијата. Е интересно, веќе го цитирам, што кажа тој во 23 часот. Вика, влијанието на украинската криза беше огромен и според резултатите на изборите Србија драматично се движи кон десницата. Српската напредна странка има освоено нешто помалку гласови, зашто ќе водиме сметка која ќе се формира владата, што е многу интересно, и нема да ја формираме со оние кои на неодговорен начин ја користеа ситуацијата и влијаја на определбата на народот. Србија мора да се определи како ќе оди во иднина и не чека тешки времења, изјави Вучич. Значи, он најави,
Оливер, јас ти се заблагодарам, имам уште неколку прашања кои што сакам да ги отвориме наредниве минути со амбасадорката. Благодарам за овие првични прелиминарни информации и резултати. Секако многу ќе се говори во текот на денешниот ден. Ние ќе ја следиме ситуацијата и ќе информираме навременно. Генерално имаме некаква слика во која насока ќе се движат информациите. Благодарам за вклучувањето во утринската програма и убав работен ден. Се надевам ќе го издржиш на нос, бидејќи вчера беше цел ден. Поздрав од Белград. Благодарам. Тоа беше колегата Оливер Бранковиќ, со кој што генерално те дадовме некаква слика за ситуацијата рано утринава. Кај нас се пребројани резултатите, завршивте и вие една сериозна етапа, долго траја подготовките. Голем стрес е впрочем целата оваа ситуација. Jeste, ама уште еднаш користим прилика да се заблагодарам на нашите колеги во Северна Македонија што возможија овај процес. Уште неколку прашања кои што се не врзани за изборниот процес, но многу се важни во контекст на соработката на државите. Пандемијата генерално покажа колку е важно соработката помеѓу државите во контекст на, ајде да кажеме, и преживување, имајќи предвид што поминавме изминативе 2 години. Иницијативата Отворен Балкан покажа дека сето тоа може многу добро да функционира и во кризни времиња. Иницијатива Отворен Балкан е голема идеја започната во 2019 година и ние сме задоволни дека можеме со нашите соседи, со Северна Македонија, со Албанија, да заедно работиме на понатамошно унапредување на нашите односи, ама и на понатамошно унапредување на нашите економии и на укупен квалитет на животот на нашите граѓани. Ово е една историска иницијатива, бидејќи дека представува сериозен чекор на нашите лидери кон унапредување на наша заедничка иднина. И покрај трговијата и економијата како приоритетни во овие времиња, секако можеме да ја споменеме и културата. Пред речиси еден месец во Македонија дојде министар за надворешни работи на Србија, кој што најави отворање на неколку културни центри и тоа беше поздравено особено во Србите во Македонија. Така, министер за надворешни работи Никола Селаковиќ престојува во Скопје неодамна и во таа прилика спогодба помегу владата на Република Србија и владата на Република Северна Македонија за отворување на културно-информативни центри во Белград и во Скопје беше потпишена и тоа е еден сериозен чекор кон унапредување на наша културна соработка и нашите билатерални односи, а фактот дека Република Србија има слични објекти само уште во неколку држави зборуваат како ето е сериозно и за нас. Ќе зборуваме на оваа тема и во периодот кој што следува, имајќи предвид дека очекуваме и датум кога ќе ги имаме културните центри во нашата земја. Денеска фокусот ќе бидат изборите и резултатите кои ги очекуваме. Фала ви уште еднаш за покана. Благодарам за гостувањето во утринската програма.